А сега е време да провериме како сме денеска во поглед на нашиот микробиом. Дали може би имаме постојано потреба од сладки или може би не се чувствуваме баш најдобро, што ни се случува во текот на еден ден, дали се анализираме себе си и во каква спрега е тоа со нашиот микробиом кој што го нарекуваат наш втор мозок. Добро утро за нашата гостинка доктор Надица Божиновска-Димова од Аџибадем Систина. Добро утро, Слободанчи. За тебе имате многу интересна тема и јас со радост чекам да видам што ново ќе слушнам ова утро за микробиомот, кој што и за мене е огромен предизвик да го истражувам. Па и веднаш на почетокот, зошто да не. Ти благодарам, Сузе, многу. Ке ги поздравам нашите гледачи и вам добро утро. Еве, веќе ја имате темата на ТВ екраните, микробиом, диабет 2, дебелина. Надица, добро утро и добра ни дојде и ни го разубавуваш секогаш утрото. Добро утро, ви благодарам на поканата. Ке зборуваме, еве, како што напомена Сузе, ајде за микробиомот, неговото значење, неговата функција во нашиот организам. Така, микробиомот е еден концепт кој што е многу актуелен во минатите 10 години. По дефиниција, чисто да го поедноставиме за гледачите, тоа е всушност збирот на сите бактерии, габи, вируси и паразити кои што живеат во човечкото тело. Нивната функција, нивното влијание на нашето здравје станува се поактуелно и човечкиот микробиом всушност се уште се истражува, не е откриен до крај. Оној проект за човечкиот за хуманиот геном заврши, нели се открија многу гени, меѓутоа кај микробиомот се уште се заостануваме. Она што знаеме е дека за секој човек тој е единствен уникатен, практично како нашите отпечатоци. Така. За микробиомот кога зборуваме, еве како што напоменавме, се уште се истражува. И дали може би ги имаме оние информации до каде и истражувањето? Истражувањето е напреднато во навистина многу различни, да кажам, делови од медицината, затоа што микробиомот започнува да се поврзува со се повеќе и повеќе болести. Знаеме што влијае на него, знаеме дека одредени начини на живот и тоа како го менуваат и од тука изучувањето на микробиомот веќе се има поделено во различни гранки, вклучувајќи ја секако и мојата ендокринологија, меѓутоа тука се и многу други, како гинекологијата, како кардиологијата и станува се навистина поактуелна тема. Она што е чисто еве сега како и за вас интрига, можеби дали од прилика знаете кога би ги собрале сите тие микробиоти ги нарекуваме со едно име, тие бактерии, вируси, дали од прилика имате идеја колку би тежеле? Да бидам искрена, во моментов не знам, но дали ќе биде полесно или потешко? Значи, вкупно просечно се смета дека тежат околу 2 килограми. 2 килограми? Да, тоа е практично уште еден цел орган во нашето човечко тело. Не го очекував дека ќе го слушна, да бидам искрена, да. За него се уште тек дознаваме. Знаеме дека најголемиот дел од овие микробиоти се локализирани во цревата. Во цревата. Меѓутоа ги има и на сите други делови, вклучувајќи ги кожата, очите, човечките шуплини и тоа е нешто што треба медицината да прави со нив? Медицината има огромна задача пред себе првен вистински точно да го проучи, да можеме ние да дефинираме што е здрав микробиом, за од тука да можеме малце многу посериозно да ги сваќаме сите потенцијални третмани. Медицината сега во мојот дел барем се фокусира на изучување на видот на микробиом кај луѓе кои што конкретно немаат диабетес, луѓе кои што се обезни или не се обезни, прават компарација на тие состојби. Во тек се многу студии, завршени се многу студии, меѓутоа темата е се уште доста мистериозна. Чувствуваме дека сме на прагот на некое големо откритие и се смета дека всушност пропребиотици ќе бидат она што витамините никогаш не станаа. Во медицината. Иако секако и витамините си имаат своја важна улога, меѓутоа навистина да си има големи очекувања од однос на тоа што понатака ќе ни одгатне микробиомот. Доколку нешто треба да слушнеме и да додадеме плюс за микробиомот, слободно со оглед на тоа дека малку како енигматично за нас сето ова звучеше и исто така добивме и ние плюс информации. Па, она што треба да знаеме дека сите тие микробиоти кои што живеат во нашето тело, некои живеат во симбиоза со домаќинот, тоа е телото и функционираат така, а еден дел од нив се патогени. Меѓутоа сите тие кои екзистираат во една избалансирана средина, доколку дојде до нарушување на таа средина, нешто што ние го нарекуваме дисбиоза, тогаш на сцена настапуваат патогените бактерии. Без разлика дали е тоа резултат на некоја инфективна болест, на начин на исхрана, дали од злоупотреба на одредени лекови, тука доминантно антибиотиците,
Меѓутоа, кога настанува нарушување на таа рамнотежа, тогаш настануваат сите оние проблеми кои што се поврзани со нарушен микробиом. Во тие моменти многу е потребно да се направи правилното испитување, да се донесе правилниот лек или пробиотик или пребиотик кој што практично би направил рестартирање на таа симбиоза и на таа коегзистенција во нашето тело. Но како што кажавме, медицината оди напред и некаде близко сме до некакво откритие. Добро, еве, она што би сакала да зборуваме е и за дебелината. Меѓутоа ќе ги опфатиме, да кажам, и помалите, но секако дека и повозрастните. Јас би сакала да започнеме од оние помалата генерација, со оглед на тоа дека се соочуваме веќе со овој проблем, а тоа е дебелината. Зошто е тоа така? Кај нас, сигурно дека и според некои истражувања ќе се согласите дека бројката е се поголема за жал и покрај дебелината произлегуваат и други здравствени проблеми како што и дијабетот. Меѓутоа, ајде повеќе нешто околу дебелината да слушнеме ова утро. И зошто се дебелееме? Знаеме зошто. Меѓутоа, како тоа да го спречиме е прашањето. Јас не сум педијатар, меѓутоа последните податоци што ги има нашата држава во соработка со Светската здравствена е дека 30% од дечињата во основно оделение се веќе обезни. И тоа е статистика што нас адултните ендокринолози особено не загрижуваат, затоа што кога тие деца кај наполнат 16, потоа преминуваат во наша грижа, меѓутоа да, кога од мала возраст се бавиме со дебелина, тогаш ризикот за развој на хронични болести како дијабетес, кардиоваскуларни заболувања, гастроинтестинални заболувања е навистина голем и представува еден огромен предизвик за нашата држава и општество во смисол што ќе можеме да направиме. Одредени генерации веќе се поминати, кај нас доаѓаат со веќе развиени тип 2 дијабетес притисок на само 20 години. И тоа се бројки кои што навистина не алармираат. Сега во светот се актуелни лекови за третман на дебелина, кои што секако дека во одредени медицински услови кои што го дозволуваат, тоа ги даваме, меѓутоа потребно е општествено реагирање во смисол уведување на можеби повеќе часови физичка култура, обезбедување на површини за физичка активност и она што е многу битно, а што ни го кажува микробиомот е дека со нарушениот начин на исхрана практично настанува она дисбиоза која што ја зборавме, настанува нарушување на коегзистирањето на тие бактерии во нашето тело и како резултат на тоа се јавуваат многу болести, меѓу кои и самата дебелина. Така да микробиомот е повторно поврзан со сето тоа неизбежно го имаме како тема, да. Кажавме за помладата генерација, каде што веќе преминуваат потоа и кај вас, за да вие бидете, да кажам, одговорни за нив и за нивниот третман и лечење понатаму. Што правиме сега и со повозрастната категорија, со оглед на тоа дека исто така се соочуваат со проблем дебелина? Дали е тоа од нефизичката активност? Кои се причините, јас би сакала да прашам, кои доведуваат до, повеќе килограми, да кажем? Знаете како, на крајот на денот, ако сведеме на проста математика, се сведува на внесени калории версус потрошени калории. Сега тоа не е 2 плюс 2 еднакво на 4 или 2 минус 2 еднакво на 0, тука измеѓу има многу фактори од типот на кои се соединуваат. Да, значи од типот на брзина на согорување на калории, односно метаболизам. Дали тука има состојби кои што го успоредуваат метаболизмот. Начинот на исхрана не е само внесот на калории, туку видот на нутриенти. Тука секако спаѓа и физичката активност. Не е исто една прошетка версус некој да се качи на водно. Чи постојат многу елементи, меѓутоа во главно, ако не се работи за некоја медицинска состојба која што доведува до задршка на телесни течности и други работи кои што ги задебелуваат пациентите, најчесто се работи за грешки во исхраната и дефицит на физичка активност, кои што едноставно не ги сметаме за толку страшни или сметаме дека храната која што јадеме не е многу, меѓутоа тоа не е многу е субјективна мерка. Тоа што не е многу практично ни кажува нашето тело. Се акумулира во телото со оглед на тоа дека нема физичка никаква активност. Да, и нешто што не се согоруваат масти. Нешто што е многу важно, оно што многу не го приметуваме, секако вклучувајќи ме и мене, тоа е дека многу често јадеме на психолошка база како замена за некоја емоција. Тоа е точно. Дефинитивно е точно и затоа психологијата е еден од деловите што се вклучени во нашиот Slim Body центар, зашто сме посветени на тоа, затоа што ако барем успееме за почеток да ги препознаваме тие моменти, можеби следниот пат
ќе го Има прескокнеме луѓе тоа нели добро. кога ќе кажете ве вака народски да се изразиме, нервозна сум па си го отварам фрижидерот и јадам, или пак обратно може би и тагата исто така да те Апсолутно. натера да јадеш, без разлика некои ги слабее, да се разбереме, ке секого е различно, меѓутоа постојат и луѓе кои што зависно од тоа како се чувствуваат, посегнуваат по храна како некое задоволство плюс или пак на некаков начин да си го ублажат во моментот нервозата или што и да е. Апсолутно, тогаш се лажат одредени хормони кои што при стрес го ја блокираат функцијата на инсулинот и практично нас ни е потребно повеќе храна за да може повеќе инсулин да се излачи. Од друга страна, постојат храни кои што предизвикуваат лачење на одредени стимулирачки хормони и создаваат зависност, така да тоа е еден навистина затворен круг. Сега, кога сме веќе кај дебелината, мора да поставам и следно прашање, колку е таа сега веќе штетна и до што најмногу доведува? Дебелината како дебелина дефинирана медицински е веќе спаѓа во болест, значи има и шифра во DRG системот, тоа е состојба која што носи хроничен ризик за многу болести. Една од главните со која што нели јас работам е тип 2 дијабетесот. Меѓутоа не е само дијабетесот, тука е хронична инфламација на цревата, тука се високиот крвен притисок, инфарктите, мозочните удари. Потоа можеме да зборуваме за нарушена венска стаза, потенцијално јавување на гангрени, па дури и канцер, затоа што се смета дека вишокот, односно дебелината носи до хронична инфламација на телото, која што пак води до стимулација на канцер клетките. Така да постојат практично секоја болест модерна која што може да ви текне и тоа како може да потекнува од дебелината. Од дебелината. Значи, секако дека ние треба многу да внимаваме според ова што сега го слушнавме, заплашува, затоа што сепак мора да внимаваме на килограмите кои што според висината треба да ги носиме, нели? Меѓутоа и на физичката активност. Но секогаш со било кој доктор на ова или на било која друга тема, сите препорачуваат и сите кажуваат дека мора да се има било каква физичка активност во текот на денот, па ако ништо друго и прошетка или пешачење. Дијабетесот 2, што предизвикува тој, какви проблеми во нашиот организам и се појавува исто така од дебелината или има и други фактори? Дијабетес тип 2 е мултифакторијална болест, значи дебелината е само еден аспект на дијабетесот, не сите луѓе што имаат вишок телесна тежина имаат дијабетес и обратно. Дијабетесот е нешто што е дефиниција на епигенетика во модерната медицина, односно тоа се генетски фактори, наследноста на кои што не може да влијаме и нашиот начин на живот. Не сите што имаат генетска предиспозиција за дијабетес ќе развијат дијабетес, а има луѓе кои што немаат никако во фамилија, меѓутоа развиваат. Тука повторно доаѓа во главен удел начиот начин на живот и секако микробиомот кој што го зборавме, пошто микробиомот се повеќе се поврзува со тип 2 дијабетесот, односно присуството на одредени патогени бактерии versus здравите. Дијабетесот по сува дефиниција е нели покачено ниво на шекер во крвта, меѓутоа е многу повеќе од тоа. Ако само замислиме дека крвта оди насекаде по сите органи, а тоа нарушено ниво на шекер практично значи дека ги труе тие органи. Од тука ризикот за развој на болести е навистина веројатно нешто што се уште не можеме квантитативно да го изброиме. Меѓутоа буквално секој орган страда од покачен шекер, односно од дијабетес. Она што е наше е да со соработка со пациентите секако на време го диагностицираме и на време дадеме лекови од кои што пациентот ќе има максимален бенефит. Да, и нормален тек на живење. Меѓутоа, доколку дојде до поголеми, а доаѓа сигурно, таков е животот, сите знаеме, до поголеми компликации, што правиме тогаш? Во тој случај го нарекуваме мултидисциплинарна болест. Од таа причина се вклучуваат повеќе гранки во однос на тоа за која компликација се работи. Ние го консултираме со одветниот специјалист и потоа се продолжува во тој терк. Меѓутоа третманот на дијабетесот секогаш останува во прв план. Затоа што дури некој да има нека кардиоваскуларна болест или проблем со бубрезата, доколку тој специјалист среди, ако ние не го регулираме шекерот, повторно се враќаме на нула. Еве сега го споменуваме, значи дијабетесот тип 2, уште еднаш јас би сакала да појасниме повеќе за него, зашто глед на тоа дека имаме повеќе типови. За кој тип станува збор? Од дијабетес. Тип 2 дијабетес порано се викаше старечки дијабетес, беше во постарата популација, да потсетиме на во денешно време го викаме тип 2 затоа што буквално може да се јави во било која генерација, вклучувајќи ги децата кои што ги кажавме. За жал веќе имаме дечиња на 14-16 години кои што имаат тип 2 дијабетес. Ке се носат во животот со Така, тоа е хронична болест за која што нема лек, не е тоа инфекција на која можеме да дадеме антибиотик, меѓутоа е болест која што може добро да се менаџира, е резултат
председна еден главен механизам кој што добро ни е познат, тоа е инсулинската резистенција. Така. Тоа е состојба во која што телото не го користи инсулинот онака како што е предвидено, а поради тоа панкреасот е приморан се повеќе и повеќе да лачи. Инсулин и тоа доведува до еден затворен круг на постојана глад, дебелење и нарушени нивоа на гликоза. Меѓутоа, еве, да ги имаме начинот на лекување и дали пациентите веќе се навикнуваат, да кажеме, и едноставно мора нели тоа да се прифати и да се живее понатака. Во последниве десетина години има една огромна револуција во третманот на тип 2 диабетесот, нешто што нас не радува како лекари и тоа само ќе продолжува и понатаму. Морам да кажам дека како држава сметам дека сме доста напреднати, затоа што се помлади луѓе стануваат се посвесни за ризикот и јас веќе имам добра пропорција на пациенти околу 40 години кои што имале татко, мајка во фамилија со диабетес, се свесни за ризикот и доаѓаат сите тие испитувања да ги направиме на време. Би сакала, еве, за крај, многу убаво појаснивме што се вели кратко и јасно, за да допре до нас и да ни видим, еве, да имаме една појасна слика што се однесува за диабетесот тип 2, за дебелината, микробиомот. Ваш совет до сите. Јас кажавме дека статистиката сигурно покажува дека се повеќе поголема бројката од луѓе кои што заболуваат од диабетесот тип 2. Меѓутоа, советите, еве, уште еднаш ќе потенцираме, па да ги искористиме овие крајни минути, токму за тоа од вас како доктор е секогаш добро да се слушнат. И да се подсетиме. Советите можеби се малку досадни, меѓутоа се исти во минативе 50 на години. Но ако нека се повторуваат. Така, тоа е редовна физичка активност, меѓутоа физичка активност која што не ни исцрпува и направи срекни, што е многу важно, не се затвориме во круг кај што се казнуваме себе си со некоја физичка активност која што не ни одговара. Препорат јас, она што сметам дека е важно е начинот на исхрана, нели не дома пред Netflix или Disney, исхрана заедно со фамилијата на трпезариска маса, кај што повеќе ќе правиме муабети, ќе се социјализираме и веројатно ќе изедеме помалце во одредени случаи. И она што е најбитно, редовните оброци, по можност дома готвени, храна која што е здрава. Секако тука, пошто зборувавме за микробиом, може да напоменеме дека покрај оние пребиотици кои што може да ги купиме од аптека, постојат многу храни со кои што може природно да се бориме, да му помогнеме на нашиот микробиом. Тоа се пребиотици од храната, они се оние растителни влакна, кои што и тоа како се корисни, овошјето, зеленчукот, скоробот пред се како комплексен јаглехидрат, затоа што со нив ослободуваме во нашето тело масни киселини со долги синџири кои што пак превенираат диабетес и дебелина. И од друга страна тука се секако кефирот, јогуртот како пробиотици со живи култури кои што директно помагаат на нашиот микробиом. Така да храната е многу поважна него ли што порано сме сваќале, сега знаеме и со микробиомот и дефинитивно ова нека биде еден стимул во нашата земја, во Македонија се уште имаме добри овошје и зеленчук, да ги искористиме, особено сезонските, и да сме физички активни. Тука завршуваме, дали вие докторите тоа го практикувате, што го зборувате? Јас ја употребувам мојата формула, се обидувам 85% од времето тоа да го практикувам, другите 15 се... Така, благодарам многу за гостувањето, посакувам убав ден, се гледаме повторно на некоја следна тема. Сузан, ние тука завршуваме со разговорот. Ви благодарам многу, на вистина. Е секогаш интересно да се слуша нешто кое за нас, обичните, да речам, луѓе кои немаме контакт со медицината, особено не со темата микробиом, е посебно важно да се запознаваме себе си и непрестано да учиме и да си ги следиме знаците кои што ни ги праќа нашето тело.